Дрвени лажици, бркалки, толчници и многу други предмети од дрво изработува 81 годишниот Ефтим Алексов. Од дрво топола се изработуваат и доколку се чуваат соодветно, вели може да се користат со години. Дел од нив рачно, друг дел машински. Потребно е, вели, време, внимание и многу љубов за да бидат изработени. Држање за секира, за мотика, тачник за толчење, лутица, помали даска за дробење, жаленца за тесла, за чук, ножове за домаќинство. Ова се вика ухладија. Тоа става на погача. Ако си имаш панаѓија своја погача, тоа е молитва на Исус Христос. А ова на Мајка Богородица. Куќна панаѓија? Да. Ова е тачник, комплет. Од топола даска. Топола, питено топола. Топола не се криви и не ја јаде црв. Буката ја јаде црв. И тешко е, ова се машински се прави. Тоа е направи, ако чуваш, ќе служи со години. Вие имате ли машини? Па има нешто рачно, нешто машинско, нешто. Ова е дикел, понаше, со 3 рога. Тоа е за копање. Неговата љубопитност како дете резултира со научен занает кој денеска го користи. Повеќе од една деценија се занимава со изработка на дрвени предмети кои ги нуди на пазарот во село Блешево. Но купуваат само повозрасните, ќе каже Алексов, додавајќи дека треба да ги има во секоја куќа бидејќи се доста корисни. За нивната корисна страна тој учи од мајстор од Турција, кој случајно го запознава. Сега вели знаењето и вештината ги вклопува во едно и продолжува да работи. Мајте ретко купуваа, последни купуваа. Ова ние викаме маса, ова е софра. Али софра е турски збор, а и ние викаме софра. Тука го вика... Санија јам викат. Идејата од мојот чичко, кога бе мал, он беше ковач, колар. И ја од разозналост иде кај него, гледам како дел крски, он наприми Тесла на мене и ја се уча од него. Он не ми наоди да. Ај, кад се вика. И ја направа. Не се исплати. Тоа ја така го правам од како да ви кажам, љубопитност. Младите треба да се учат, бидејќи во иднина ќе нема кој да работи да се занимава со изработка на дрвени предмети. Апелира занает да се учи додека повозрасните се живи и во можност да го пренесат своето знаење.